Нашата утринска тема ја посветуваме на сезонскиот грип, кој што ќе го доживее својот пик според најавите во следниот период или во втората половина на февруари. Потука е добро да позборуваме малку за манифестирањето или чувствувањето на симптомите, различните симптоми кои што се појавуваат кај многумина, како и на кој начин може да се прилежи, така кажано, грипот, која возрастна популација можеби е најзасегната и што се предвидува во однос на бројките во следниот период. Ако зборуваме за бројки или она кое што последно го изјави Институтот за јавно здравје пред една недела, е дека од 27 јануари до 2 февруари пријавени се 3036 случаи на групни пријави за заболени од грип и слични заболувања, со евидентирани 2 смртни случаи асоцирани со грип. Од новите случаи во однос на возрастната дистрибуција, 1650 лица се на возраст од 15 до 64 години, деца на возраст од 5 до 14 години се 720, а 412 се до 4 години. Она кое што е добро тука да се спомене дека ова се бројки до тогаш, односно до последниот извештај на Институтот за јавно здравје, кој што верувам дека во следниот период ќе се појави со нови бројки со оглед на тоа што се очекува неговиот пик. Како велиме во комуникација со луѓето, секој втор е болен, односно настинат или има грип или се соочува со можеби таква симптоматологија, кај некој полесно милнива, кај некој потешко. Но за сите нас е важно да знаеме како и на кој начин да го пребродиме овој период или оваа сезона во годината која што е карактеристична токму по ова. Во следните минути верувам дека ова ќе биде доста квалитетен и продуктивен разговор со оглед на тоа што имаме соодветна личност за оваа тема, а тоа е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, која што ни доаѓа ова утро, впрочем како и секогаш ни доаѓа од Велес, ја прифаќа нашата покана и може да позборуваме малку повеќе на оваа тема како специјалист по семејна медицина, но јавноста ве знае како претседател на Сдруженијето на приватни лекари. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, среќен ден на сите гледачи. Благодарам за поканата. Ви благодарам и вам што ја прифаќате нашата покана секогаш кога ќе ве повикаме со цел да имаме важни теми за реализација, па така и ова со оглед на периодот во кој што се наоѓаме, како што споменав. Вие тоа многу добро го знаете во вашето секојдневие, работата и секојдневната пракса и комуникација со пациенти, па така од прва рака може да позборуваме малку за тоа што може би представува дилема кај многумина, заради тоа што ги знаеме оние карактеристични симптоми на грип или на настинка, или го мешаме грипот со настинката, и не е само грипот, тука имаме и други сезонски вируси, кои што го напаѓаат нашиот организам, па добро е да направиме на дистинкција за тоа како да го препознаеме грипот или кога ќе настапи и ќе се почувствуваме некако полошо, да знаеме на некој начин не да го спречиме, но ајде да речеме да го олесниме самата состојба. Да, состојбата во која што се наоѓаме или онако што можеби ќе не очекува во следните денови за да може да се помине полесно. Знаете како, ова е период кога навистина има зголемен број на настинки. Не можам да кажам дека имаме големи гужви по чекалните, тоа не е некако за оваа состојба, за овие 2 недели кога нели секогаш имало, па и со короната е неспоредливо кога имаше и зголемена паника меѓу луѓето за најмала настинка, тогаш трча. Но се онако што сме го учеле во изминатиот период, човек кога ќе добие температура, кога ќе добие болки по мускули, се осеќа малаксано, ќе речат како здробен сум, нели така да тоа се зборовите кои што ги кажуваат, ние секогаш препорачуваме да си дојдат на преглед, заради тоа што матичниот најдобро го знае, нели пациентот да го види дали е он рехидриран, дали е дехидриран, дали доволно внесува течности, каква е неговата состојба, каква е неговата кондициона состојба. Да поразговараме, да видиме дали тој пациент може тоа да го помине на нозе и да оди на работа, да се даде само одредена терапија таблетарна за симнување на температурата, го праќаме крвна слика да направи, за ако е во можност да отиде тоа да го направи, па да видиме состојба на леукоцити и лимфоцити во крвната слика каква е и спрема тоа соодветно третираме. Кај оној што е типичен грип, да речеме, без некои компликации, одиме со витаминотерапија, доволно течности, доволно чаеви, супи, внесување, додека пациенти кои што се со хронични заболувања, пардон, кај тие пациенти мора внимателно, поготово диабетичари, кои што се кај нив таа микроциркулација и одбраната на организмот и се едноставно намалено, мора секогаш нели да се внимава и да се следи состојбата, заради тоа што може да се накалемат секундарни инфекции. Вирусот го ослабува имунитетот, па тука се бактериите ќе никнат. И во зависност од состојбата, нели од храната, од имунитетот на човекот, имаме различни ситуации кај различни пациенти. Немаме моменти за паника, примарното здравство си работи,
Значи од сабале до вечер се имаме замени, нели ако сега јас сум кај вас, работи мојата колешка, така да вчера имавме околу 113 нели пациенти, но се сите тие со грип, си идат за хронична терапија, идат за преписи, за вртоглавици, значи сета медицинска патологија која што постои во едно примерно здравство. Така да оние пациенти каде што ќе видиме зголемен број на леукоцити, даваме антибиотска терапија, нормално преглед на грло, преглед нели, на целокупната состојба на пациентот се прави, се слуша плуќа, заради тоа што има одреден процент на пациенти кои што прават и бронхопнеумонија. Така да кај тие се следат на 2 дена, се следи нивната состојба, ги повикуваме на контрола. Знаете како, внатрешноста веќе тешко функционира во однос на здравствениот систем, заради тоа што имате микробиолошки оделение кои што и велат од понеделник до среда правиме брисеви, па четврток и петок крвни анализи или нешто, или така да матичниот доктор едноставно мислам ја оставен на своето искуство, на слушалките на лабораториите. Болници, знаете, имаме десеткувани инфективни оделенија каде што нема дежурни служби, така да таа е моменталната состојба и затоа велам многу е битно примарното здравство и посебен аспект нели треба да се даде и во преговорите со фондот нели и Министерството за здравство мора да се појача примарното здравство заради тоа што тие се кои што се првите каде што идат пациентите и бараат помош и се најдостапни за народот. Да, и од соглед на вашето искуство и како специјалист по семејна медицина, односно како доктор и како председател на Сдруженијето на приватни лекари, можете и од двата аспекти да кажете што е тоа кое што од една страна има од кое што се има потреба, од друга страна што е тоа за кое што се има услови, што се две различни работи. И впрочем тоа се и оние предизвици со кои што се соочувате, јас сме ги зборували и во минатото. Ќе остапиме простор денеска и ќе го искористиме вашето присуство и за тоа, но ќе се задржиме нормално на која што е наша главна тема, кога зборуваме за симптоматологијата или како велите кај некој може да се појави температура, кај некој може да помине со нели црвено грло, па кашлици и така натака, што значи дека не секој мора да ги има сите симптоми и дека ако изостануваат одредени симптоми не значи дека не е грип. Впрочем, грипот и не може да не се почувствува затоа што како велите удира и посилно и едноставно не се губи енергијата. Да, не легнува, нели, додека тоа не се прилежи на еден начин. Со посилен или со по слаб имунитет, особено оние кои што спаѓаат во таа ризична група, се пациентите кои што имаат хронични заболувања. Тие се очигледно малку и повнимателни заради тоа што нивното здравје нели е малку и повеќе на удар во ваквите ситуации, или во ваквите состојби и што најчесто ги советувате за да не дојде до тие секундарни инфекции или што е она кое што се прави за некаква превенција, бидејќи и тие не се изолирани и на некој начин колку и да се заштитуваат, сепак веројатноста постои. Знаете како, наше е да советуваме. Значи секој доктор прво што прави во сета дискусија со пациентот, велите внимавајте, облекувајте се топло, немојте ладни напитоци, чувајте апуќата, не сакат, поготово оние кои што се астматичари, кои што имаат хронични обструктивни бронхити, каде што е веќе оштетена пуќата, мора многу да внимаваат. Така да кај нив нели посебно внимаваме кај тие пациенти, ја следиме состојбата, обструкцијата нели во колкав степен, се даваат бронходилататори, спреови, ги контролираме, правиме повторно ви кажувам прегледи, ги праќаме на специјалист ако има во регионот на градот, нели кај на себе Врелишкиот регион, ги праќаме дури и во Јасеново, кај оние кои што се потешки состојби, да се препишат спреови кои што може да ги препише само пулмоалерголог. Така да тоа е еден од проблемите, тие се поскапи спреови, не дека ние не сме стручни. Знаете, кога завршувате медицински факултет, не ви велат вие ова можете да препишете, туку ја учите цела фармакологија и добивате титула доктор. Но негде 2008 се измисли тој режим, да вие смеете ова, секундарно здравство смее ова, терциерно смее ова, но мислам дека е време нели за менување на таквите еден вид начин на пропишување на лекови заради тоа што пулмоалерголози има многу малку во внатрешноста, има во Скопје да многу. Неколку пати апелирав преку вас медиумите да треба да се направи дисперзија на кадарот, заради тоа што навистина е многу концентриран во Скопје од сите стручности, но еве не се случи, но регионализација ќе се прави на болниците. Го слушнавме министерот нели на тие заеднички средби каде што ги имаме со мултисекторски во Александар Палас се прават средби, каде што нели се веќе се укажува на тоа дека пациентите од Велес во најголем момент и бројки се упатуваат кон 8 септември, кое што ја спремаат за една регионална болница да биде за локалните градови кои што се околу Скопје. И тоа беше
една од последните информации која што можевме да ја слушнеме. Веројатно е за тоа ќе имаме можност да зборуваме во иднина, се со цел како ќе се одвиваат понатаму настаните во оваа насока. Добро е да позборуваме и да опатиме тука и младата популација, заради тоа што и тие се на удар во овој период, особено дечињата кои што одат на училиште и во градинките. Впрочем, пикот се очекуваше со почетокот на второто полугодие. Колку имате вие често во вашата ординација посети од мали дечиња, од оние кои што и сепак имаат нежно здравје, за кои што и било каков вирус и се разбира сезонскиот грип може да предизвика компликации, тука би ги споменали и кои компликации се најчести? Повторно ќе кажам, малите дечиња некако многу полесно поминуваат. Но имаме комплицирани случаи, затоа и велат дека и нема место во... Се зависи како и колку ќе го однесете на време детето. Повторно ќе кажам, значи Светска здравствена на времето велеше 3 дена за било која настинка дома да се седи и да не се пи, значи да следите состојба, да видите како ќе се развие. И од пациенти кои што живеат во странство, а ми биле пациенти кога идат тука, кажуваат во европските земји многу тешко може да дојдете нели до матичен доктор и најчесто нели ги лекуваат со антипиретици, аналгетици, што кај нас да речеме многу подостапно примарното здравство. Ќе кажам, во моментов, во моите чекални, нели, па и некои од колегите, никој не спомнал дека има, нели, може педиатриските, каде што има само, нели, мали дечиња, може да има, нели, зголемен број, но повторно ќе кажам, не можам да кажам да е во моментов некоја состојба во која што треба да правиме паники. Идат секаква популација, млада, школска, но и не соодветно се облечени. Значи, едноставно, како пред многу години кога се облекувале, да речеме, ролка, па блуза, па сега многу полесно одат младите, модата е да носат кратки чарапчиња, нели, сите гледаат едни со други, сето тоа допринесува. Значи, утрово еве температурите се -3,5, сега кога идев, е ладно, значи мора соодветно да се облекуваат сета младина, овие кои што одат во градинки, нормално, нели, таму едни со други дечињата многу блиску играат, еден со друг ќе си пренесат, нели, дали е вирус, дали е бактерија, независно, но во секој случај немаме тешки состојби, ние во внатрешноста немаме блокирани болници. Скопје некако, знаете, имам перцепција дека многу полесно пациентите го прескокнуваат примарниот доктор и секундарно и мислам дека директно си ги носат во козле или слушаме, нели, на телевизија дека е блокирано или било како. Не знам зошто тоа така само во Скопје, кога еве не сте слушнале никогаш, следам редовно вести, да кажат, нели, блокирана е детското деление во Битола или во внатрешноста, да не ги редам другите болници. Така да мислам дека тука и со моите колеги од Скопје имам дискутирано да многу полесно некако тука пациентите достапни им се болниците, ме разбирате. Додека во внатрешноста секој се ослонува на матичниот доктор, терапијата, не сакаат многу да одат во болница, заради тоа што условите, нели, грејењето не е добро, нема трета смена, нема дежурни доктори, на дневна одат повеќе, така да и тенденцијата ќе биде почесто, нели, и сега може од делот овие болници кои што во моментот немаат доволно кадар, сето тоа да преминат како еден вид дневни болници каде што луѓето ќе отидат, ќе примат инфузија, ќе се рехидрираат, соодветна терапија, нели, ќе се враќаат дома, во домашни услови. Секој си ги чувствува, да речеме, или си ги следи знаците на собственото тело и ако се чувствуваме загрозени по нашето здравје, дали од грипот, ако предпоставуваме, или од некој вирус едно, знаеме, да речеме, што е оно што прво би требало да го направиме во домашни услови. И сега има и граѓани кои што можеби малку по тоа го доживуваат, да речеме, и реагираат попанично, па веднаш, нели, се јавуваат и на доктор и сакаат консултација со лекар, при тоа имаме и такви, тоа го кажуваат и докторите кои што ги комуницираме од итната медицинска помош, дека тоа е итна медицинска помош, а не е матичен лекар со кој што може да се консултираат, но од друга страна пак граѓаните сакаат да, нели, добијат некој совет или препорака што би можеле да прават во моментот. Ова го споменувам во контекст или во смисол на моето прашање да според вас кога е време кога треба да се посети лекар? Дали од почувствувањето на првите симптоми кои што можеби може да се поминат во домашни услови со уна лекување кое што не е веќе познато, или пак треба да веднаш да се консултираме со лекар, како би превенирале понатамошни компликации, доколку има можност за истите или ризик? Знаете како, секој си го знае својот организам, сите кои што се хроничари, кои што се возрастни, препорачувам да се обратат кај својот доктор, матичен, да се види. Значи, што и да почувствуваат, болки по коски, температура, кашлица, некоја упорна, хронична, ќе дојдат, ќе кажат, ноќеска се гушев, имав болки овде, не можев да дишам. Затоа велам, нели, се што е на време да се даде терапија,
ќе биде многу подобро навреме и антибиотика ако се даде, ќе спречиме бронхопнеумонија, заради тоа што луѓето си знаат, ќе речат јас кога настинувам докторке секогаш синусите 10 дена после ме болат, ми се слива. Значи секој си знае својата слаба точка. Затоа јас повторно ќе кажам, секогаш консултација со матичен доктор да превенираме, да спречиме полоши состојби, да спречиме подолготрајни лекувања, подолготрајно користење на антибиотици, па тие после прават проблеми со варење на храната, мора пробиотици, пореметување во цревната флора. Затоа имаме деца и особи и личности кои што ќе речат, знаете докторке, јас бев болена, ама сам некако се справив дома, не земав антибиотици, се трудев да не земам, земав само бруфен, земав ако осеќав болки повремено. Така да знаете, од долгите советувања и нашите блиски контакти со пациентите, веќе сите знаат во даден момент што да си земат. Да речеме, така да повторно ќе кажам, добро е да се консултираат, добро е да следиме заеднички состојбата, секоја потешка состојба веднаш да се јават кај својот матичен доктор, има состојби каде што треба да го упатите во болнички услови, ако нема во регионот, во тој случај во Скопје, кој што ни е најблизок град каде што има повеќе болници, така да симптомите уште еднаш ќе ги повторам. Некој се жали на синусите, некој болки во грло, друг има тешко дишење, трет вика четврт свирам во градите, не можам ноќес каквичам како пилиња да имам. Значи такви се тие нивни искази анамнестички кои што ги зимаме, зошто сте дојден, што чувствувате, како ја поминавте ноќта, можете ли да спиете, имате ли температура. Има пациенти каде што им варира температурата, имаме пациенти со 1 ден температура. Јас лично 5 дена имав температура, но и на работа одев и се, заради тоа што приватно нема боловање. Тоа е ризикот од вашето работно место, така. Така да нормално кога сте постојано со пациенти кои што кашлаат и киваат, секако вирусите и бактериите се ги носиме. Се пренесуваат, но тоа е дел од нашата професија која што сами сме си ја избрали. Така е. Може во контекст на ова, бидејќи рековме дека да, треба навремена консултација со лекар како би се превенирало некоја не дај Боже компликација во иднина, но истовремено и доколку нема навремена консултација и се пробаме со домашно лекување, може да направиме и грешка. Што вели вашето искуство или кои се најчестите грешки кои што ги прават пациентите во тој случај, да избегнуваат консултација и посета на лекар, а сепак да сакаат да се лекуваат дома? Идат и такви пациенти, но поретко, заради тоа што сите ние сме упорни. Дојдете да ве прегледаме, тоа ни е суштината и постоењето на нашето работење. Но има и пациенти кои што ќе рече бев дома 7 дена, пробав, ама ништо, ама еве сега малак сум, немам снага, не можам. Во тој случај тие веќе имаат бронхопнеумонија, добиено запалење плуќа, како што го викаат нашиот народ, потешко дишат, седиментациите се високи, една состојба која што подолготрајно треба да ја лекувате. Во тој случај или уклучуваме ампуларна терапија која што ги тераме да идат са бајле вечерни инекции, крвна слика обавезно правиме заради тоа што гледаме состојбата на пациентот дека нема снага, се задишува, може да настане перикардит, миокардит, значи има компликации кои што може да настанат ако луѓето не дојдат на време или погрешно се лекуваат дома или мислат дека така ќе им помине. Заради тоа што повторно ќе кажам, се зависи до имунитетот, се зависи до хроничните болести кои што ги има пациентот. Повторно ќе кажам, луѓето кои што се со ослабено срце, кои што се диабетичари, кои што се со ХОП, кои што викаме луѓе пушачи, кои што си уништиле плуќата со астма. Значи, тие пациенти мора да дојдат да ги прегледаме, за да не дојде до некои тешки последици, за да завршат во болница, со многу спреови и така. Затоа велиме, ние не сме Африка, не сме Холандија, кај што на илјадници километри нема доктори. Овдека во Македонија, барем распоредот на матични доктори се уште не мислам дека задоволува. Пристапноста на малите места, има и рурални доктори, уште 40 и нешто. Така да апелирам, секој кој што ќе се почувствува дека не е добар, кој што има болки во плуќа, кој што чувствува дека негде имам дупка во плуќата позади, ќе рече или било како, обратете се до вашиот матичен доктор, нека ве преслуша ако е состојбата во ред и може да се третира на примарно ниво, ќе се даде таблетарна терапија, ќе се повика на контрола за 2 дена, да видиме се подобрува состојбата, се влошува, кај што има, да речеме, состојби на плуќа, бронхопнеумонија, мора да ја следите. Состојбата на 2 дена, ако не им велиме испите терапијата, јавете се за 5 дена кога ќе ја допиете, мора да ве провериме, да видиме дали сте добри. Боловања се отвораат на пациентите кои што не можат да работат. Имаме работници кои што работат на ладно, во ладни хали, нормално треба да се заштитат.
Да, и колку време трае, например, сезонскиот грип, мислам, симптомите и тие потешкоти кои што може да се почувствуваат, или тоа е индивидуално во зависност од тоа? Зборуваме сега ако не се појават понатамошни компликации кои што ќе треба да се третираат, туку ете така некој одреден во временска рамка како можеме да го 5 до ставиме. 7 дена. Значи, повторно ќе кажам, бројката на луѓе кои што се со високи температури така долготрајни не многу мал процент. Многу мал процент. Повеќе се жалат на болки во грло, или болки по мускули, кои што исто така поминуваат за 2-3 дена. Некои кои што имаат можност да го одлежат тој период, да си бидат дома на топло, нели да примаат течности, свежи седени сокови, нели полесна храна, сето тоа полесно го пребродуваат. Но имате пациенти кои што да речеме немаат нега, сами се, така да потешко е кај човек кој што е многу возрастен и е сам, нема кој лекови да му купи, нема кој да отиде да зема, барем мора се до аптека и бил така. Така да мислам дека имаме мора да се прави нешто во здравствениот систем, заради тоа што бројот на возрастни пациенти е многу голем, кои што се сами и кои што нема нели некој да им донесе лекови. Јас тука би го додала уште еден многу важен фактор, кој што е предизвик кај нас, особено во овој период од годината, тоа е нормално аерозагодувањето. Вие видите и претходно ми споменавте дека се појавуваат и пациенти со кашлица, која што не може да ја смираат или да ја контролираат нормално, кашлица која што не исчезнува, ги мачи, а сепак нема друга симптоматологија која што би можела да ме наведе дека станува збор за грип, вирус, сезонски сличен и така натака. Колку веројатно многу загадувањето во воздухот влијае на влошување на состојбата и кога имаме одреден вирус, но и генерално по нашето здравје и кога сме способно здравје. Затоа реков дека бројката од 113 кој што имавме вчера не е само од грип, значи и други симптоматологии има. Оние магли кога беа во цела Македонија неколку дена, кога велевме какви се овие темни црни магли, бројот на пациенти кои што имаа кашлица и кои што чувствуваа некој дискомфорт во респираторниот систем, беше исто така значителен и кај тие пациенти дававме антихистаминици, значи дефинитивно штетните PM честички кои што беа во воздухот и во тие магли, луѓето мора на работа да отидат, не од сите со превоз, значи некој да ти пешки било што, и учениците, така да кај тие пациенти, еве да кажам дека сета таа симптоматологија се смири со антихистаминици, дали лоратадин, цитиризин или некој кој што дадат на рецепта, со спреови, па негде кај што беше појака таа кашлица и кортико давав. Значи без антибиотици помина. И кај, да речеме, кога се работи за алергија, грлото е бело. Кога се работи за бактерија, грлото е црвено. Ако е стрептокока, имате петихијални крварења, нели ситни. Ако е херпангина, имате везикули до 7 до 12, да речем. Така да искуството на матичните доктори од долготрајното и долгогодишно работење во ординација со шпатула и со слушалка навистина е непроценливо богатство. И каде што треба да се даде антибиотик, каде што не треба, нема да се даде, така да навистина ни треба искуството кое што го имаме за да може соодветно да ги третираме нашите пациенти, да им дадеме соодветна терапија и да ги ублажиме симптомите кои што ги тиштат. Во однос на превенцијата, како се приближуваме кон крајот, може да споменеме, да потсетиме, би рекла, бидејќи нели многу се зборува и се зборувало, но никогаш не е на одмет да се повторуваат работите. Со оглед на тоа што и вака кога се известува и кога се најавува пикот, и можеби поголем дел од граѓаните и се загрижени, па добро е да и се потсетиме што би било во однос на превенцијата туку особено важно. Ако зборуваме за витамините, суплементацијата која што ја препорачувате, но имате се разбира ограничени дози на кој начин би можела таа да се конзумира или да се зема и во однос на начинот на живот и тоа како и на кој начин би можеле да се заштитиме или да превенираме, да речем поконкретно го зајакнеме имунитетот. Па знаете како, сега фармакологијата е толку, нели, мислам, достапна и има секакви лекови и палети, но ние како лекари велиме С витамин од 1000 милиграма. Тоа е 2 таблетки од по 500 или имате ацерола, независно, значи може да користите. Селенот е исто добар, кој што нели е како прихрани дел кој што е потребна на тироидната жлезда, која што е одговорна за имунитетот. Така да магнезиум со Б комплекс, тоа се отприлика витамини. Ја повторно ќе кажам, најбитно е топли чаеви, нели топли напитоци да се користат, бидејќи навистина се ниски температурите, да се рехидрира пациентот доволно и да нема бањење и излегување. Значи ние не сме Куба, така да мора да се внимава, кај нас се уште ги гледам девојчињата на школа одат
нели со кратки палтенца, со кратки блузи, тоа сето треба да се смени. Едно е влијанието на социјалните мрежи што е модерно, а друго е за македонски услови што е соодветно да се облечете за да не бидете болен другиот ден. Така да превенцијата е битна, ние имаме и превентивни активности кои што ги обавуваме и во друг аспект. Даваме крвни слики на пациентите, гледаме ниво на шеќер, на масноти, влијаеме и тука, нели во однос на тоа. Сме разговарале со фондот дека мора да направиме и нови превентивни активности, заради тоа што да видиме бројката сериозно на ново откриени детектирани пациенти со карциноми на бели дробови, карцином на дебело црево, карцином на дојка. Тоа е нешто кое што предначи во моментот има многу голем замав, бројките растат, нели страшно, така да сметам дека секој доктор нели треба да има време да направи превентивни. Ако сте вие дојдени за бронхит, јас да ве прашам имате ли проблеми со градите, дали нешто сте напипале, како одите нели по надвор, дали има крв, дали нема крв. Значи битно е да има докторот време за да може и покрај тоа што сте дојдени, може за еден обичен конјуктивит да ве праша и за остатокот на вашето тело и вашите системи како функционираат, дали се во ред или има негде некој проблем, па навреме да се реагира, да се направи превентивен преглед, да се упати каде што треба и навреме да се открие или бил некој мал полип или некој друго нели симптомче кое што треба да се детектира. Билеме да ги постави докторот вистинските прашања, да се постави една вистинска анамнеза и да се одреди точна дијагноза без разлика нели за што точно станува збор. Стекни сте веројатно кога се тоа минливи работи или минливи состојби, но за жал не се сите такви. Споменав дека ќе ве прашам и ќе останам на тоа и го споменавте на почетокот за активностите кои што ги има Сдруженијето на приватни лекари. Или ајде посоодветниот термин нека биде предизвици, затоа што веројатно и како што кажавте и слушнавме, се соочувате се уште со одреден број предизвици кои што се особено важни за приватните матични лекари кои што треба да се надминат за да може да се функционира онака како што треба, барем вие од вашата пракса тоа го знаете. Па докаде сте со сето тоа, комуникацијата со фондот, споменавте неколку пати за одредени различни работи со Министерството за здравство, што е тоа кое што во моментот е актуелно или идно? Па имавме неколку контакти, значи со фондот се преговараше, задоволни сме од преговорите заради тоа што се случија нели придвижувања, а за руралните се случија покачување од 22.500, исто така да речеме, она каде што нема медицинска сестра, беше дозволено до 24 месеци дали да работат, после се стави некој мала клаузула каде што е до 2000, но повторно ние сметаме дека таа треба клаузула да се тргне, заради тоа што нели навистина е проблем да се најде медицинска сестра и во големи градови, па и во помали. Она кое што би требало да следи, ние во најава дека бодот ќе оди нагоре, чекаме да видиме колку, ние баравме 100 денари да биде бодот 1 април. Казнената политика преговараа две групи, исто се задоволни, нели, групите кои што ги пратив, едната група беше за казнена политика, другата беше за превентивни активности, така да ние нашето барање е прифатено се да оди прво со опомена, а после тоа, нели, ако веќе се повторува истата грешка, да има одредена казна. Со години имавме барано да биде на процент од просечна плата, нели, да не бидат некои суми големи, кои што би го уништиле тоа мало ПЗУ. Така да тука во тој момент чекаме да видиме што ќе се случи, а додека за превентивните активности повторно буџетите ќе останат, сметаме дека треба да се внимава заради тоа што гледаме министерот постојано најавува спуштање на поголем број на лекови на примарно ниво, но тогаш нели ќе мора буџетите кои што се кај нас врзани по број на пациент, нели тука да се внимава или да се тргнат или софтверски да се контролираат. Така да овие превентивни за малигните заболувања, деформитетите, крипторхизмот, проверка нели на тестисите кај малите дечиња, дали се добри или не, да се види скротумот дали е полн или празен, заради тоа што очигледно имаме изголем процент на машки стерилитет заради ненавремено откривање на тој крипторхизам. Така да сметам дека секој доктор треба да има доволно време. Бројот на влезови мора да се ограничи кај нас. Не можете вие со 113 влеза да посветувате 20 до 25 минути или тоа што велиме и добри превентивни активности навремено да детектираме. За се треба време. Така е. Ке имаме ние време, се разбира, да ги следиме вашите активности и сите оние новости кои што ќе доаѓаат и од Сдруженијето, но и доколку има потреба повторно на ваков начин да советуваме и да препорачаме и да ги нели едуцираме на некој начин кога е здравјето во прашање нашите гледачи. А во овој момент ја ви се заблагодарувам за вашето гостување и за тоа што и ово утро ни пристигнавте од Велес за да може да реализираме темата и можеме заедно да
им порачаме на нашите гледачи да го чуваат. Да си го чуваме сите нашето здравје. Здравјето ни е најважно и особено во овој период кога треба да ги слушаме советите и препораките и колку што можеме да се заштитиме. Пите чаеви, да. Така е. Ви благодарам многу и посакувам успешна работа, впрочем, како и досега и до следното видување. Апсолутно добро здравје. Рековме, тоа е ризикот на вашето работно место во комуникацијата со голем број пациенти.